Помалку познат на јавноста, но познат на Велишани. Гостин во студиото на Република е кандидатот на ВМРО ДПМНЕ за градоначалник на Велис, Марко Колев. Спомнав, вие сте повеќе познати на Велишани, помалку познати на јавност. Кој е Марко Колев? Марко Колев е релативно млад човек, имам 37 години, оженет со Ирена, имам две малолетни деца, Анастасија и Огнен. Живеам на улица Коле Цветков, малото црна џамија. Стариот дел од Велес. Стариот дел на Велес, значи во семејна фамилиарна куќа со моите родители, мојот брат и сна, две малолетни деца брат ми има, така да живееме во една хармонија, 10 на една таа адреса. Инаку малото, како што го спомнавте, е од левата страна на Вардар, познато по тоа што покрај црквите има и џамија, има меѓуетнички и меѓуверски соживот, околу мене има и роми, и турци, и власи, така да израснал сум во тоа мало, таму живеам, таму планирам да останам да живеам, така да тоа е некоја моја лична карта кој сум јас. Роден во Велес, израснат во Велес, ве знаат Величани како сограѓанин, меѓутоа ве знаат и по низа проекти кои што се спроведени додека бевте директор на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Може ли споменеме дел од тие проекти кои што се направени? Токму така, значи јас 12 години работам во Центарот за развој на Вардарскиот плански регион од 1.10.2009 година па до ден денешен, од кои 6,5 години раководев со институцијата Центар за развој на Вардарски плански регион. Тоа беше едно големо искуство за мене, заради тоа што се работи во 9 општини, значи почнувајќи од Свети Николе, преку Возово, Чашка, Велес, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, па се до Димир Капија. Тоа беше искуство заради тоа што имаме соработка со 9 градоначалници, со огромен број на луѓе во делот на администрацијата на соодветните општини. Луѓето во Велес и во регионот ме знаат по проекти заради тоа што имаме реализирано над 100 проекти. Тоа се проекти кои што се финансирани од меѓународни организации, европски организации, влада. Значи има различни проекти, различни донатори кои се финансирани, со тоа што покрај Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој, Министерство за земјоделие, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, поголем дел од проектите се финансирани од UN агенциите кои се во Република Македонија, тоа е UNDP, UNIDO, UNOPS, сериозна поддршка добиваме и од USAID. Имаме голема поддршка и од Германска развојна агенција, имавме и до ден денески имаме поддршка од Швајцарска амбасада и Швајцарска развојна агенција и секако од Јапонска амбасада. Тие се донаторите кои се финансирани дел од проектите кои сме ги реализирале на ниво на планскиот регион, со тоа што нема да зборувам за другите општини, би сакал да кажам неколку реченици за... кои се проектите кои што сте ги реализирале, ви се најдраги од оние во Велес што се реализира? Па добро, во Велес има некаде околу може 15 проекти кои сум ги реализирал со мојот тим, заради тоа што сепак се работи за тимска работа. Значи, да, јас сум бил раководител, но зад мен имал стоеше тим од млади успешни луѓе, секако во соработка со администрацијата на општина Велес и со градоначалниците на општина Велес во изминатите, не знам, 12 години. Со тоа што ќе извадам неколку проекти кои мене ми се лично драги. Значи, имавме сериозна поддршка во делот на проектите кои значат подобрување на основната инфраструктура во индустриските зони. Ќе спомнам само неколку. Вардарскиот плански регион ја проектираше индустриската зона Мамучево. Во изминатите години направи резервар во индустриската зона Мамучево, но направи цевковод во индустриската зона Мамучево. Тука има вложено некаде околу над 300.000 евра до сега во делот на подобрување на инфраструктурата. Индустриската зона Карасари, каде што во изминатите години се отвори една од најголемите фабрики во Велес, Маркарт, работевме на патната инфраструктура, поточно главниот пат кој ја поврзува горната и долната страна од индустриската зона, го работеше Центарот за развој на Вардарски плански регион. Пред година и по патот помеѓу Сливник и Бузалково, тие се две велешки села, преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој успеавме да го направиме.
сериозни инвестиции имавме во градинките за нашите најмили. Значи, Малкуцка Велешин знаа дека голем дел од проектите во делот на енергетската ефикасност, но секако и проекти кои значат излегување од просториите, надвршно уредување на градинките, дали тоа со дрвени играчки, со изделки, уложки или пластични, се проект на Вардарскиот плански регион, но не само во Велес, туку и во сите други градинки кои се на територијата на Вардарскиот плански регион. За прв пат решивме едно големо прашање во основното училиште Васе Главинов, каде што поставивме лифт, каде што лицата со посебни потреби може да се движат по скалите. Значи таму имаше во тој временски период, мислам дека беше амбасадорката Уиза Винтон, амбасадор на UNDP, која го финансираше тој проект. Имаше 50 на дечиња кои имаа потреба од таа работа и нивните родители секојдневно идеја да ги качат од еден спрат во друг спрат или да ги однесат од една до друга просторија. Вложувавме и во енергетската ефикасност во средното основно општинско училиште Коле Неделковски. Значи, тоа е најголемо, едно од најперспективните стручни училишта во Велес, кој треба дополнително во наредниот период како локална самоуправа да го поддржиме, заради тоа што стручните кадри кои спаѓаат од тоа средно училиште се многу барани на пазар, треба тука многу сериозно да работиме. Од тој временски период ја направивме фасадата и зарече школото како што сега личи, значи една културна средина каде што можат луѓето да се едуцираат. Имаме доста инвестирано во населбата од Товица, значи дел од фекалната канализација е проект на Вардарскиот плански регион, но и поврзувањето на цевководот со градскиот водовод, со резерварот во населбата од Товица е проект на Вардарски плански регион. Седиштето на Вардарскиот плански регион е во поранешната зграда на Радио Велес со проект на UNDP, со проект на Министерството за локална самоуправа. Го реконструиравме целото училиште и таму е седиштето на Вардарскиот плански регион, таму беше седиштето и на Стопанската комора, но за жал изминатите 2-3 години таа канцеларија не знам од кои причини не функционира со промената на власта во делот на локалната самоуправа. Имаме и други проекти во делот, не знам, веќе спомнам, многу ми се драги 3 возила кои сме ги набавиле со поддршка на јапонската амбасада. Тоа е едно возило помало за територијалната противпожарна станица во Велес и 2 возила за брзата помош. Има и други проекти, не знам, кровот на ИХК Джинот, така да има доста проекти. Дали токму посветеноста на тие проекти и бенефитот од проектите беше причина да се кандидирате и ваш мотив да се кандидирате за градоначалник на Велес? Јас многу си ја сакам мојата работа, сакам да работам на проекти, тоа ми исполнува. Врз основа на тоа што сум го сработил или сме го сработиле со тимот пред некаде 3, може 4 години, реакциите од граѓаните беа позитивни и граѓаните некако ме охрабрија да влезам посериозно во делот на да размислувам да бидам кандидат за градоначалник на општина Велес, заради тоа што без граѓаните, без поддршката од граѓаните нема успех. Силно работев во изминатите 12 години, посебно кога бев раководител, заради тоа што па тогаш јас имав одговорноста да носам одлуки и да спроведувам проекти. Тоа некако симпатично им делуваше на граѓаните, заради тоа што се градеше секаде низ Вардарскиот регион, се градеше и во Велес, и граѓаните некако ја препознаат таа моја силна волја и енергија која ја дава во делот на носење на финансиски средства. Само сакам да потенцирам дека сите овие проекти, другите стотина проекти се проекти кои се финансирани со пари не на центарот. Значи, ние како Центар за развој на Вардарскиот плански регион имав мостови средства само за плата, а другите се пари кои се, да не ги набројувам, се обезбедени со донации. Значи, нема кредити или други работи, туку овие донации, да. Пред вчера една недела ве представија и официјално како кандидат за градоначалник на Велес, кога ги посочевте и 8 најголеми проекти, односно 8 проекти на кои што вие ќе се посветите. Башина село, мостот, велосипедска патека до младост, кеот на реката Вардар конечно да се среди. Кој проект ви е најдраг и со кој проект ќе започнете? Не можам да издвојам еден проект, ќе зборувам за повеќе проекти, со тоа што на промоцијата моја набрав само 8 проекти. Да, секако ќе имате повеќе во 4 годишна. Да, имаме неколку стратешки области кои треба да бидат упфатени.
Во програмата за секоја стратешка област има и конкретни проекти со рокови и со финансиска конструкција, со тоа што не ставиме проекти кои не знаеме од каде ќе биде финансирани. Значи, мојот пристап е ќе ставиме проекти и знаеме точно дали ќе биде финансирано од страна на буџетот на општина Велес, дали ќе биде од некој министерство, дали ќе биде од амбасада или ќе биде финансирано она што е ветено да е реално. Да е реално, заради тоа што ни се случува изметите 4 години е друга тема. Се надам дека ќе имаме можност подлабоко да навлеземе во тоа што е ветено, а не реализирано од страна на Социјалдемократскиот сојуз, но се вратиме ние на темата. Јас зборував за 8 проекти кои опфаќаат многу голема целна група. Значи, сите не таргетираат на некој начин. Значи, зборував за 8 проекти кои и граѓаните зборуваат. Ние во изминатите 3 месеци со пратеникот од Велес, од редовите на ВМРО ДПМН, Игор Здравковски, одевме од куќа на куќа, од мало на мало, месен комитет на месен комитет, во делот на урбани заедници. Ви слушавте потребите на граѓаните, желбите на граѓаните. Една од најголемите потреби, значи не само од граѓаните, и од невладин сектор, и од бизнес секторот, со тоа што генералниот урбанистички план е еден од најголемите проблеми и кочинчар за развојот на општина Велес. 16 години немаме ние генерален урбанистички план. Сакам на граѓаните на општина Велес во кратки црти да објаснам што тоа значи генерален урбанистички план. Тоа значи главните сообраќајни решенија, дали тоа проширување, дали тоа кружни текови, главните водови во делот на водовод, ВКО на атмосферска канализација, развојот на градот во делот на колективно и индивидуално домување се решаваат со генералниот урбанистички план. После со деталниот урбанистички план тие се речи го обликуваат како што треба да бидат обличени, но ние 16 години немаме генерален урбанистички план. Јас многу пати кажувам во општините од Западна Европа на секои 10 години се менува генералниот урбанистички план, заради тоа што живееме ние во брзо време. А штом живееме во брзо време, тоа значи дека потребите се различни. Пред 16 години сме имали едни потреби, сега имаме други потреби. Така да силно ќе се фокусирам, тука ќе побарам поддршка максимална од сите можни чинители во општина Велес да се заложиме да направиме генерален урбанистички план согласно потребите на граѓаните и согласно потребите на стопанството и да не го кочиме развојот на општина Велес, заради тоа што на никој не му одговара. Втора работа е сообраќајниот хаос кој владе во општина Велес. Општина Велес е на два рида. Значи, сообраќајниот хаос ни е рак-рана и ни е проблем кој мора да го решиме. Сега пред неколку месеци се воведе зонско паркирање. Не само што не го реши, туку напротив се искомплицира целиот процес. Ние работиме со стручни лица и од Велес и надвор од Велес во делот на изнаоѓање на решените и за многу брзо време ќе дадеме наше гледиште на решавање на овој проект. Јас како млад човек скоро секоја вечер со мојата фамилија излегувам од мојот дом, се шетам во централното градско подрачје. Едно од најголемите проблеми е проблемот со кучињата скетници. Значи, главен проблем на повеќе општини. Да, значи ниту е безбедно, ниту е пријатно, значи на неколку локации на самата главна улица каде што сите ние пешачиме има групи од по 5-6 кучиња. Значи ти и да си играат меѓу себе. Децата од 2, 3, 4 години не знаат дека си играат, туку се плашат, истрчуваат, речи го лево или десно, тука е главната сообраќајница. Да не зборувам за колку има речи го судски постапки кои се на годишно ниво, а се поврзани со каснување кучиња. Мислам дека последнава година нека 2 и нешто милиони денара се исплатени врз основа на тоа што луѓето кои биле казнати од кучиња ја тужат општината, а надлежност е фактички општината. Со тоа што тука ние ветуваме дека нема овој проблем да го решаваме само во Велес, туку планираме да го решаваме на регионално ниво, повише општини, да седнеме, да се договориме, да видиме како ќе биде стационарот, да видиме што можеме да направиме, затоа што овој проблем не е само во Велес, туку и на други места. Понатаму, јас
кажав дека живеам во левата страна на градот. Под мојата куќа тече и реката Вардар, една најголемата река во Република Македонија. Значи, киот на реката Вардар и тоа што се фрва во киот на реката Вардар е недопустливо. Таму нема кеј за шетање? Не, значи таму има еден мал дел кој е направен, не знам, пред неколку години, не знам, може пред 10 години е направен и така е останато. Силен фокус е даден во делот на првен подготовка на техничка документација за кеј од левата и од десната страна. Планираме тука да направиме и патека за кајакарење, заради тоа што најдобрите кајакари во Република Македонија излегуваат од Велес, кои се носат златни медали од европски и од светски првенства. Јас една реченица многу често ја користам, тја спомнам и тука. Значи имаме две соседни општини, едната општина Штип и едната општина Кавадарци. Значи во летните периоди во среде Штип не тече река. Еве во Кавадарци видовме дека вода маре секната. А и во Штип и во Кавадарци има кеј. Додека ние имаме река, а кеј немаме. Така да силен фокус ќе дадам во подготовката на овој проект. Дополнително имаме 5 индустријски зони. Зборував за Мамучево дека сме помогнале колку што можеме како Вардарски регион, сме помогнали во Кавасари, но има уште за работа и во овие две индустријски зони, но и во Речани 2 и во индустријската зона Узус. Едно од најголемите ветувања кои ќе го дадам и ќе го исполнам е поддршка на изградбата на првиот велосипедски парк во Македонија. Значи, со голем број на љубители на велосипедизмот, луѓе кои сакаат да пешачат, седнавме, договоривме каде би требало тоа да биде, заради тоа што конфигурацијата на Велес е малку проблематична за велосипедски патеки, сакаме да го направиме тоа надвор од Велес, помеѓу Велес и езеро Младост. Тоа да бидат минимум 3 патеки, каде што едната би била асфалтирана, другата би била со земја, третата бива со тампон, заради тоа што има различни љубители кои сакаат да возат по асфалт, некои сакаат да возат по тампон, некои сакаат да. Со тоа што има и дел за пешачење, дел многу содржини за делот на моите, сакаме, јас тој го зборував во петокот, сакаме да вратиме на смевката. Ние заборавивме да се смееме. Значи тоа е еден од најголемите проблеми. Значи ако не ја вратиме на смевката ке граѓаните на Велес и Македонија, ништо не сме направили. Така да тие се, не знам дали испуштите некој, мостот ќе беше едно село, да, иако е под надлежност на централната власт, и јас се надевам дека нема да падне. Да, баш не се обиѓа е споено со Велес. Да. Од тука минат сите товарни возила и за Велес и за општина Чашка. Доколку не се санира тој мост, имаме сериозни проблеми. Јас најавив и во петокот дека ние како локална власт што треба, тоа ќе направиме. Треба проект. Не чини проектот, ќе кажеме дека не чини нов проект. Ако треба кофинансирање, сме спремни да кофинансираме во делот тоа што државата може да го направи, да помогнеме ние да се тргне тој проблем од дневен ред, заради тоа што тука може да настане голем проблем. Мислам дека ги опфатив сите 8, не знам. Овој се дел од проектите кои што ги имате. СДСМ на минатите избори излезе со 23 проекти. Колку тие проекти беа реални, колку тоа Велешани видео? Се извинувам. Не. Кога ќе земете програмата на СДСМ Живот во Велес за сите и кога ја читате многу убаво личи. Но пошто јас работам 12 години со проекти, јас точно знаев и тогаш дека не ќе да искористам некој збор што не е во мојот вокабулар, туку ќе кажам дека ја изигра војата на Велешани. Значи ветуваа брда и долини, ветуваа проекти кои коштаат милиони евра. Значи ако го земеме буџетот на Република Македонија и го насочиме само кон Велес, значи да тргнеме настрана плати, придонеци и други општини, не сум сигурен дека овие 23 проекти ќе се решат. Значи тука има сериозни проекти кои првен за да се почнат со реализација треба сериозни подготовки. Значи гасификацијата на општина Велес не може од денеска зутре да се направи. 1 метро цевка не ставија, формира јавно предпријатие, го згаснаа. Значи го ветува киот на реката Вардар. Само ќе набројам неколку проекти кои ветува сериозни инфраструктурни зафати во индустријските зони.
нема никакви инфраструктурни зафати во индустријските зони. Ветува причислена станица за Велес. 23 милиони евра е проектот. Значи во време на ВМРО ДПМ се направи техничка документација, таа ја финансираше Европска унија и секако Европска унија ќе го финансира и проектот за причислена станица, ама не може да видите вие дека ќе го направите одма и дека ќе бидете сигурни да ги манипулирате граѓаните на Велес. Зборува и за регионална депонија нема. Еве пред неколку дена видовме дека нашата депонија 2 недели чадеше, градот мирисеше непријатно. Зборува за паркинзи над железничката пруга во Велес. Значи тоа прве не прошеле во железница дали може или не може, се ветуваат такви работи. Не знам, трговски деловни објекти во општина Велес. Дека ќе правеле основно училиште, дека ќе правеле, не знам, затворен базен за пливање. Значи, тие се големи ветувања кои остана нереализирани. Сега ваш против кандидат е доктор Ненад Коцик. Колку се познавате со докторот? Ја господин Коцик, освен од чаршија го немам запознаено, освен што од време на време ќе се видиме, ќе се речеме здраво. Не го знам, затоа не ќе ми да коментирам, ама она што го знам, јас си го знаат сите граѓани на општина Велес. Господин Коцик беше носител на листа на СДСМ пред 4 години. И за овие ветувања и он стоеше со име и презиме дека ќе ги реализира. Беше советник, беше председател на совет, сега 2 години е пратеник. Така да тоа знам за човекот, ништо ни помалку ни повеќе. Една работа сте биле во организација на питијадата на Велес. Што ќе се случи со питијадата? Дали имате некоја визија, некоја идеја за нешто поголемо да се направи од оваа манифестација? Тоа се убави спомени. Кога почнав да бидам дел од организационалниот одбор на питијадата, беше градоначелник Горан Петров. И Велешани се сеќаваат на Снупи, таму беше во затворен простор. И се сеќавам кога денеска Горан Петров не викне и ни рече помогнете како Вардарски регион, сакам да има угостители кои се надвор од Велес, Велешани да пробат, не знам, питоците Николе од Кавадараци, од Неготино. И така почна рече го целата манифестација. Па после спаднавме на отворено пред судот, измрзнавме таа една година, па после се качивме горе пред гимназија, па пред планини, почна на приказка многу убава која кулминираше со носењето, не знам, на Здравко Чолич, каде што имаше огромен број на луѓе пред 2-3 години. Пред 3 години беше Здравко Чолич. Значи, едно од ветувањата мои ќе биде да вратени на питијата, но на некој помодерен и на поиновативен начин, така да ќе испаднеме многу брзо со конкретен план како да се организира питијата, но планираме да ја поддржиме, да ја организираме, заради тоа што јас лично сум се вложил многу години и многу месеци во делот на организирањето, за да во изминатите, не знам, 8 години нема ниту еден инцидент, да нема ниту еден скандал, да нема ниту една работа која не личи на еден град како што е Велес. Како го гледате Велес после 4 години доколку го добиете мандатот? Пред да одговорам на ова прашање, пошто јас испаднам со програма пред граѓаните, сакам да кажам неколку реченици доколку дозволите. Прва работа, ние можеме да ветуваме се и сешто. Но доколку не седнеме со колегите од општината да направиме искрен, чесен, можеби да си подадеме рака, да направиме помирување, ние можеме да ветуваме се и сешто. Затоа што градоначалникот да носи одлуки одговорени за програмата, но доколку администрацијата не се смири, администрацијата не се помири, немаме да имаме успех. Доколку влеземе во помирни води, во едни води каде што секој ќе знае што работи, секој ќе има чувство дека е припаѓа во општината, дека е добро дојден во општината, доколку ги отвориме вратите на невладиниот сектор, на приватниот сектор на граѓаните, јас Велес го гледам за 4 години пред се како чист град. Град кој ќе го реши сообраќајниот хаос, ќе има кеј, ќе има велосипедска патека, ќе има насмејани лица, кој е за мене многу битно.
и ќе работиме на подготовка на некои поголеми проекти кои ќе можат да значат развој на општина Велес. Споменавте дека пред се треба да се разговара со вработените, да се договори со работка. Вашиот прв ден, каква порака ќе му испратите на вработените во општината? Вака, значи јас нема да влезам во мојот кабинет додека не ги прошетам сите канцеларии каде што има службеници на општина Велес да им подадам рака. Значи, тоа ми е едно од работите кои сакам да ги кажам и да биде јасно дека јас нема да влезам во кабинетот додека независно дали некој е 2 години во општината, дали некој 3 месеци во општината, дали некој е 30 години во општината, сакам со сите да се поздравам, да ги испочитувам, да ги погледнам во очи и да седнам во канцеларија. Откога ќе седнам во канцеларија, имам замисла сите проекти и сите предмети кои се заклучени со година стојат во фиоките на општина Велес да ги потпишам. Те спомнам само неколку. Значи во Велес има многу предмети кои се предмет на легализација. Моите информации се дека во општината има многу предмети кои се изработени од страна на колегите во општината, а не се потпишани од градоначалникот. Првиот ден ќе ги потпишам сите. Тоа е пораката која вие ќе испратите на администрацијата и на граѓаните дека ќе ги освободиме. освободиме. Која е пораката што граѓаните ви дадоа на вас откако бевте официјално назначен за кандидат за градоначалник? Значи граѓаните ме знаат по две работи, по работа и по насмевка и по она што достанувам со секого, да. Значи секако ме замолија да работам со исто темпо, но многу симпатично е што голем дел од граѓаните ми рекаа остани таков како што си, насмеја, немој да се сменуваш, да се менјаш. Што и да се случи, останете таков како сте. Благодарам на гостувањето. Благодарам.